ВМРО ДПМН не отстапува од намерата да ја принуди власта на предвремени парламентарни избори. Најголемата опозицијска партија најавува заострување на своето делување откако речиси една седмица применува, како што ја нарече, активна блокада на собранието. На маса се сите мерки освен напуштање на работата на парламентот. Дали се во игра и протести? Да, вели лидерот Мицкоски. Па нели според СДСМ и ДУИ нема блокада, ја совладале блокадата. Јас така знам, они велат ја совладале блокадата и нема блокада и собранието си функционира нормално. Ама затоа секаде каде што идат по амбасадиве коленичат и симулат дека ВМРО ДПМН им го блокирало парламентот, пошто не ја говорат вестината, велат дека тоа било некаков бојкот, па мислат дека ние ќе го напуштиме парламентот, нешто што на најмногу го сакаат Заев Зоран преку Ковачевски и Тала Џафери, за да може се да си поминат она кое што во овој момент е против интересите на народот и граѓаните, а ВМРО ДПМН го блокира. Се е на маса. Само не е напуштање на парламентот. Тоа задоволство нема да го има оваа власт, да го напуштиме парламентот за да можат од законот за марихуана па нааму се да си поминат. Дали може да предложите протести да бидат еден од следните чекори? Да. Таргетот на Мицкоски е најасен да се одржат предвремените избори кои ги посакува, но за такво сценарио потребна е согласност и на владеачкото мнозинство. Премиерот и лидерот на најголемата партија во владата, СДСМ, Димитар Ковачевски, одбива средба на која ќе се разговара само за избори. Во постапувањето на ВМРО ДПМН тој гледа неодговорно однесување. Пристапот на ВМРО до сега веле в опозицијата, меѓутоа очигледно е дека не е опозицијата, туку дека се работи само за ВМРО, бидејќи ги гледаме другите политички партии кои што имаат поодговорен пристап од опозицијата, дека ова го прават чисто од политички, лични причини, се со цел заради обезбедување на некаква си натрепартиски позиции во самата партија. Јас уште еднаш повикувам сите претеници во собранието да бидат на ниво на одговорноста која што имаат не пред партија, туку пред граѓаните, со оглед на тоа дека собранието треба да работи за да се носат закони кои што значат унапредување и на стандардот и задржување на стандардот на граѓаните, меѓутоа и овозможување на подобри услови за компаниите во ова кризно време. Дополнителни тензии меѓу мнозинството и опозицијата внесе и аудио снимка на која, како што вели ВМРО ДПМН, се слуша гласот на спикерот Џафери, кој со недолични зборови состим се обраќа на собраниските служби. Опозицијата бара негова оставка, а председателот на парламентот, кој неколку дена молчи за инцидентот, замина во посета на германскиот Бундестаг. За Гласот на Америка, од Скопје, Владимир Мирчевски.